Мамо, од каде излезе ова сега? Уште ова не беше кажано во куќава, ете и ова го кажа готово. Леле, човеков е лут, истура бензин ќе ја запали куќата. Отвори ја вратата, ќе те запалам. Ете така. И кажа на мајка и дека била на јадење со тебе. Ти од кога почна да одиш на јадење со вработените во куќава? Мамо, види. Несрин е многу добра девојка. Откако е дојдена овде, Селда и девојките воопшто не се сложуваат со Несрин. И јас навистина не разбирам зошто е тоа така. Хикмет пред да умре, Несрин и мајка и мене ми ги остави во аманет. Значи тие не се обични вработени во оваа куќа, мамо, не се. Тие се жената и ќерката на човекот кому му го должам животот, буквално умре поради мене. Тоа е единствената причина поради која можеби кон Несрин се однесува малку поразлично. А згора на тоа, таа е на возраст на моите ќерки, бе, мамо. Навистина не разбирам како може да помислиш такво нешто, не те сваќам. Сине, таа е млада и убава девојка. Човек може да забега. Впрочем, не може да се каже дека си во многу среќен брак. Ако веќе толку настојуваш да ти бидат пред очи, остави ги да живеат во помошната куќа. Нека не бидат под ист кров со твоето семејство. Ке доаѓаат преку ден, ке си ја завршат работата и навечер, пред ти да дојдеш, ке си одат дома. Пред да дојдам јас, така ли? Да, пред да дојдеш. Ако ти ја браниш кога целото семејство е против девојкава, значи дека тука има некој проблем. Пушти ги сами, нека си ги решат проблемите. Тоа не е твоја работа, сине. Во ред, мамо. Само од почит кон тебе јас ќе земам и ќе реновирам помошната куќа и од сега тие двете таму ќе живеат. Ама ако случајно Селда и девојките продолжат да ги газат како и до сега, тогаш јас повторно ќе бидам за нив двете. Така да знаете, мамо. Може. Кога се работи за куќата, веднаш правиш се што треба. Од сега нема да се спротивставуваш на ниту еден мој збор. Ќе одговараш на се што стори во малото. Ќе ми платиш, ајше. Не кажав ништо што не си сторил. Не ми се занесувај многу тука, не ми дрдори. Оди подготви нешто за јадење. И стави ми една чашка ракија. Нема дома од отровот. Тогаш иди купи. Ајде, не туку се влечи. Молам, али? Ало, Берен, да не спиеш? Не, зарем не е рано за спиење? Зошто ме бараш? Ова, може ли да се видиме? Сега ли? Да, знаеш, и онака немаме многу прилики во компанијата и сега и кај вас не можам да дојдам. Ако сакаш и си слободна... Не сакам да разговараме, али? Берен, немој вака да ги затвараш вратите. Сакам да разговарам со тебе, те молам. Оди разговарај, девојко. Берен. Во ред. Мамо,
Мамо, јас се излегувам во дворот, а потоа ќе дојдам да си легнам. Добро, оди, Кирко, оди. Јас ке си легнам. Земи ги овие. Пред да си легнеш, оди и праша ги дали сакаат нешто или не сакаат. Сине, таа е млада и убава девојка. Човек може да забега. Впрочем, не може да се каже дека си во многу среќен брак. Ако веќе толку настојуваш да ти бидат пред очи, остави ги да живеат во помошната куќа. Нека не бидат под ист кров со твоето семејство. Ќе доаѓаат преку ден, ќе си ја завршат работата и навечер, пред ти да дојдеш ќе си одат дома. Аха, пред да дојдам, така ли? Да, пред да дојдеш. Ако ти ја браниш кога целото семејство е против девојкава, значи дека тука има некој проблем. Пушти ги сами нека си ги решат проблемите. Тоа не е твоја работа, сине. Ништо не може да има меѓу мене и Несрин. Кој знае каде, каков живот живее. Ах, Андана, буквално ме измачуваш. Повели. Ве вознемирив, госпоѓе Селда. Воопшто не ме вознемири ипак, душо. Сте го заборавиле телефонот во салонот. Ти благодарам многу. Ипак, пред некој ден со синан разговаравте во дворот, а јас не сакајќи го наслушна вашиот разговор. Приближно сте на иста возраст, а толку убаво го советуваше ти него. Која сум јас да советувам, госпоѓе Селда? Не го кажав тоа во негативна смисла, ипак, душо. Мене многу ми се допадна. Јас сакам да продолжи вашето пријателство со синан. Воедно воопшто не ги сваќам сериозно зборовите на Фатма, во ред? Во ред. Добра ноќ. Добра ноќ. Што бараше и Пекселда? Ми го донесе телефонот само. Селда, што велиш ти утре вечер да вечераме заедно? Ние двајцата? Да. Свесна си дека во последно време буквално ништо не правиме заедно, јас и ти? Да, свесна сум за тоа. Посебно откако почна со работата во здруженијето што ја работиш. Ме обвинуваш сега мене? Не. Воопшто не те обвинувам јас тебе. Само зборувам за тоа колку монотонни стана нашиот живот. Постојано истото го правиме секој ден. И речи си, постојано зборуваме за истите работи. Се додека не дојдоа Несрин и незината мајка, се разбира. Што значи сега ова?
Значи следново, Селда. Се занимаваме со се, освен со самите себе и со нас двајца. Свесна си колку се оддалечи од мене ти во последно време, свесна си или не си? Целата одговорност за тоа што лошо ни оди бракот ја префрлуваш на мене, ме обвинуваш. Не ми се верува, Керим. Знаеш дека не сакав такво нешто да кажам. Само ја барам Селда од почетокот на нашиот брак, истата таа Селда. И јас истото си го повторувам во себе. Каде е човекот за кого се омажив? Еве, гледаш ли дека не можеме ни еден обичен муабет да направиме? Зборувавме за вечера, а сега види до каде отиде темата. Да заборавиме се и да одиме насамо на една убава вечера, јас и ти, само ние двајца, а? Што велиш ти? Искрено веќе воопшто немам желба. Здраво. Здраво. Ти благодарам што дојде, Берен. Дали знаеш, Шуле, дека дојдов тука? Не сум должен да ја известувам Шуле со кого сум и каде сум. До сега не ја известував. Забележав дека не ја известуваш, затоа што ти немаш храброст за тоа. Ти повторувам, Берен. Ти си причината што врската со Шуле дојде до оваа состојба. Поради тебе, затоа што беше единствена девојка што влезе дома и таткот и сите други почнаа да мислат дека јас ќе се женам со неа. Поради мене ли забремени, Шуле? Дали јас сум причината и за тоа, али? Јас сум причина што лесно се влюбуваш, така? Сушност јас сум одговорна за сите несреќи во твојот живот, така ли? За Шуле, за ова, за она... Дај ми малку време, Берен. Ке видиш, се ке средам. Али, каков човек си ти, а? Зарем мислиш дека може да оставиш бремена жена и со мене или да почнеш? Помисли дека јас ке го прифатам тоа, така ли? Поради ова ли ме повика тука? Значи, колку си сигурен за моите чувства кон тебе? Никогаш нема да бидам со некој како тебе, али ме слушнали никогаш. Јас го заслужив ова. Со кое лице ја викнав овде? Селда. Ти се извинувам за тоа што ти го кажав кога ти предложив да одиме на вечера. Дали си свесен
колку обвинувачки и навредливи зборови користеше Керим. Како јас да сум единствениот виновник за сите проблеми во нашиот брак. И за прв пат зборуваше вака со мене. Знам, ама и ти многу се смени од како се роди синан. Стана лично што е затворена во себе, дури ги прекина сите врски со светот. Буквално ништа не сакаше да прави што правевме претходно. Тој период чувствував голем притисок од мајка ти заради тоа што имав 2 ќерки, а немав син. Ме тераше да се чувствувам како да е греф или вина да не можеш да родиш машко дете. Признај, Керим, мајка ти никогаш не ме засака. Ти беше единственото машко во семејството и снаата воопшто не ја сакаше, бидејќи не ја подари внук. Дури не дојде ни на породувањето, бидејќи беше толку сигурна дека ќе се роди девојче и дури кога дозна дека е машко дојде. Добро знам колку авторитативна жена е мајка ми, јасно ми е. И многу добро знам дека сакаше и внуче да има. Искрено за мене немаше разлика дали ќе биде девојче или машко. Добро, искрено. И јас на почетокот сакав машко. Ама веројатно не те притискав до толку. Веројатно не ти правев притисоци, така? Немаше воопшто да правам проблеми ако наместо сина ми се родеше ќерка. Свесна си за тоа, го знаеш тоа. За тоа сме на чисто, нели? Во тој период се чувствував дека ако не рода машко дете, нашиот брак ќе заврши и дека ќе те изгубам. Многу бев исплашена и под притисок дека ќе те изгубам. Ти навистина воопшто ме немаш запозната. Всушност, се однесуваш како да не ме познаваш. А воедно, веројатно ова што го кажуваше причината за твојот однос што трае со години, а? Те, мола, може ли да ја затвориме темава? Може ли? Во ред? Може. Ама ќе излеземе на вечера утре, така? Ќе излеземе. Ајде, убави со ништа. Берен? 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 Многу ме интересира што направи вчера. Значи не се разбудила. Добро, тогаш ќе разговараме кога ќе се симне. Нестрин многу се измори, ќе одмори утрова. Не те прашав каде е Несрин, Фатма. Може да одмори колку што таа сака. Да ја го однесам појадокот во соба. Не биде безобразна, Кирко. И пек. Добро утро. Добро утро, господјо Султан. Каде е Несрин? Во собата. Фатма?
Оди и повика ја ќерка ти, ве чекам и двете во дворот. Што е па сега работата? Најдобро е да си ја прашаш ќерка ти. Ајше! Каде си, мори? Што е, Хазим? Ајше! Зошто викаш вака наутро? Бргу подготви нешто, некој сендвич, нешто такво. Веднаш излегувам. Вечер ќе ми го дадеш оружјето. Јас немам никакво оружје. Не ме вади од коже уште рано и сутрина. Ќе ми го дадеш тоа оружје. Што гледаш? Што ме гледаш? Еден ден немам спокој од тебе, ма. Тоа оружје ќе биде вечер на масата. Проклета жена! Дај Боже да ти се скршат рацете. Мамо, јас излегувам, имам работа на дворот. Кирко, господја Султан сака да разговара со нас. Господе Боже, дали може еден ден во куќава да помине без расправија и проповеди? Што ли ќе каже сега? Несрин, Да нема нешто што треба да знам. Ама нема ништо. Не ме гледај така, ништо не сторив. Ајде, дојди да одиме и да разговараме со она, нека каже што има да каже. Јас треба да излезам пред да излезе Керим. Ајде. Добро утро, мамо. Добро утро, ќерко. Меријам, Повелете, господја Селда. вечер ние со Керим нема да бидеме дома. Подготвија вечерата според тоа, може? Добро, господја Селда. Да не одите кај господин Фарук. А не, ке вечераме заедно сами. Веќе некој време сме затворени дома. Многу убаво ќе сторите, може да одите и на одмор. Не се знае тоа, може би ќе одиме. Јас да го видам Керим. Ајде, оди. Сте сакале да не видите господјо Султан? Да, ќерко. Разговарав со Керим. Од сега нема да живеете во оваа куќа. Ќе се реновира помошната куќа, таму ќе живеете. И нема да излегувате надвор од кујната. Нема да се занимавате со чистење. Добро, ама јас не се разбирам од работа во кујна. Ке и помагаш на Меријам. Воедно нема ниту да служите. Слушајте, господјо Султан, не знам каков недостаток забележавте кај мене досега, но тоа што се однесувате со мене и со мајка ми како да сме робинки е неправедно. Ако татко ми не починеше, ние немаше да бидеме тука. Ке си живеевме во својот дом без да слушаме приговори. Ама татко ми не е жив. И причината за тоа ја знаете подобро од мене. Ние не дојдовме тука да слугуваме. Ама бидејќи вашето семејство сакаше, и тоа го направивме. Меѓутоа, никако не успеавме да ве задоволиме вам. Ама штом не сакате да излезам од кујната, нема не да излезам. Ќерко, на Хикмет ќе му бидам вечно благодарна, ама тоа не значи дека ќе ги дозволам овие постапки или оние што мислиш да ги преземеш. Врати се на работа. Добро утро, баба. Добро утро. Заарно нека што се случува вака наутро? На Несрини кажував што треба да работи.
Мајка ви сосема се запушти. Па не е дека мајка ме запушти, само што мислам дека веќе не сака да се занимава. Што ќе прават сега? Берен каде е? Уште ли не стана? Кирко, не се нервире. За нас ќе биде многу подобро да бидеме во помошната куќа. Зарем јас таа куќа ја запалив за да се вратам назад? Молчи, ма, ќе слушнат. Кирко, гледај. Ти не разбираш, се уште се многу наивна, не знаеш ти. Овие мажи се богати, сега ќе покажат интерес за тебе, ама никогаш нема да се откажат од жените, никогаш. Зарем не слушна, ќе ја носи жената на вечера, таа беше пресрекна. Мамо, нека зборуваат што сакаат, многу добро знам што видов. Знам што чувствува Керим кога ме гледа во очи, знам, ти кажувам. Нека ја земе и нека ја изнесе селда, нека ја носи на вечера, воопшто не ми е грижа. Ама таа Султан, односот на Султан ме вади од кожа. Буквално се однесува со нас како со робинки. Сега и оваа работа с помошната куќа. Барем сме тука, Керко. Во помошната куќа ќе не биде поудобно. Никој нема да ни се меша кога влегуваме и излегуваме. А? Јас немам намера да се тргнам од оваа куќа, мамо. И да не испрати Султан во помошната куќа, и на крајот на светот да не прати. Ние ќе продолжиме да работиме во оваа куќа. Добро утро. Добро утро. Берен каде е? Може би е горе во собата, не знам, не го видов. Не сакав да го вознемирувам. Треба да одмори, ама оди на работа. Мамо, Берен изгледа многу кротка, ама и самата знаеш колку е тврдоглава. Ова дете не личи на никого во семејството. Мерием, добро ли си ти? Добро сум, господине Керим, добро сум. Сигурна ли си? Добро сум. Се однесуваш како прв пат да ме гледаш, тетка Меријам. Изгледаш малку уморно, Меријам. Не сум, господја Селда, добра сум. Благодарам. Се сложувам со Селда. Подолг период не одвојуваш време за себе, постојано работиш нешто, Меријам. Воопшто не излегуваш од дома, тетка Миријам. Каде ќе ги потрошиш парите што толку долго ги штедиш? Господине Керим, јас сум добро. Немам потреба од одмор. Многу ви благодарам. Во ред, Меријам. Керко, нема да се затвориме во оваа соба, ајде да одиме да појадуваме. Мамо, ако таа Султан не се посомневала во нешто, немаше да каже да не бидеме дома навечер. Керко, во што да се посомнева? Јасно е дека и пречи тоа што господинот Керим постојано се грижи околу тебе. Нема воопшто да му споменам на Керим за последниве случувања. Овој пат нема да му кажам за се што ми се случува и нема да барам заштита под неговите крила. Мирно ќе прифатам се и тој ќе мора да дојде кај мене и да ми даде објаснување. Несрин, се надевам овој пат нема оваа куќа да не ја срушиш на глава. Те проколнувам, Керко. Минатиот пат никој ништо не свати. Успеавме некако да се спасиме, те молам, Несрин. Мамо, имај барем малку доверба во мене, важи? Ете толку. Молам, Шуле. Токму сега ќе одам на лекар.
Синоќа не ми беше добра. Што ти е? Не ти кажав за да не те загрижувам, мали. Само сакав да прашам дали може да разговараме. После нашиот разговор не сакам да доаѓам во фирмата. Во ред, Шуле. Ке те чекам во нашето кафуле. Во ред, јас и онака ќе одев прво во компанија. Ке се видиме таму. Добро, ке те чекам. Не сакам да ме бараш надвор од работните часови и во компанијата ќе разговараме само службено. Ало? Добро бе, каде е овој идиотов? Кој газда? Како кој? Хасим? Не е овде. Јас тебе нели ти реков да не се трга од местово? Јас му кажав, сега ќе го побарам и ќе дознам каде е. Добро, добро. Немој да го бараш. Еве го дојде. Слушај, мамо. Да не сгрешивме што го ангажиравме овој човек ние, а? Секоја работа ја врши без прашање, бе брат. Тешко е да најдеш таков. Добро, во ред. Ајде сега со здравје. Абе, ја го знам овој човек од некаде, ама од каде? Тето Меријам, денес ми е слободен ден. Може ли кратко да излезам? Точно. Денес ти е слободен ден, зошто не излезе уште утринава? Не сакав да те оставам и да заминам. Сакав барем да ти помогнам околу појадокот. Ама ако сакаш можам да останам и со другите работи. Ајде, оди и види мајка ти. Преспи и врати сутре наутро. Многу ти благодарам, тето Меријам. Помина долго време од како не сум минала време со мајка, мина само. Дури ќе дојдам утре рано наутро. Многу ти благодарам. Проклет човек. Уште само бензин не истори во куќава. Кој е овој човек? Да не го испрати господја Хандан?
Господјо Хандан, ви направив појадок. Ке појадувам кај сел, да ти оди провери дали Меријам има потреба од помош. Во ред. Господе Боже, никогаш не ми вели вака да одам? Сигурно ќе излезе нешто од ова, ама ќе видиме, ќе видиме. Здраво, Берен. Се надевам дека не ти пречам. Денес на работа ли си? Убаво. Ќе можеш ли да одвоиш малку време за мене пред да одиш на работа? Ќе те однесам на едно место каде се прави најубавото кафе. Откако ќе се напиеш, нема веќе да се откажеш. Се надевам дека нема да ме одбиеш. Добро? Јас ќе те соберам пред компанијата. Се гледаме? Да видиме што ќе правиш сега, господине Али. Керим, кога ќе почнеш со реновирањето на помошната куќа? Ќе се реновира помошната куќа, тата? Да. Несрин и мајка и ќе живеат таму. Мислев дека нема да се појави, ама стигна господја Хандан. Добро утро. Добре деде Хандан. Благодарам, зете. Добре дојде, тета. Благодарам, злато. Јас доснам веќе. Се гледаме вечерно. Јас ќе ти испратам. Се гледаме. Ќе се видиме. Ипек, каде се нашите? Во дворот се појадуваат. Во ред, душа. Братче, зарем не се разбираш од збор? Оди си од тука. Не одам никаде без да се видам со господинот Керим. Се додека не излезе, јас ќе бидам овде. Ама јас си имам работа, ајде не ме заморувај. Ајде, братче, ајде, чао. Ајде, чао. Господе, господе. Ипек? Ипек? Извини, малку сум расејана. Излегуваш ли? Да, денес ми е слободен ден, одам да се видам со мајка ми. Е, добро, ајде ќе те однесам. Благодарам, господјо Беран. Не мачете се, ќе си одам јас пешки. Е, какво мачење, душа? Ајде ќе те оставам некаде по пат, ајде. Зарем не е тоа Берен? Берен е. Веројатно оди во фирмата. А зошто оди без да ни се јави воопшто? Сакала да излезе тивко, бидејќи знае дека ќе инсистираме да не оди. Ќе ја побарам во текот на денот и ќе поразговарам со неа. Во ред, ајде се гледаме. Се гледаме.
Има ли некој донејзе? Конечно излеговте од собата. Ипак денес не е тука, а јас не можам да се занимавам со сите работи. И јас ке средам господја Меријам. Господја Султан ми рече дека не сака да се занимавам со ниедна работа внатре. Цел ден ќе бидам тука во кујната под ваша контрола да сум била. Господја Султан, Ипек каде е? Ке ја дадев книгава. Ипек денес има слободен ден, Синан. Ке се врати утре наутро. Тогаш ке ја дадеш на Ипек кога ќе се врати детка Мерија. Хандан дојде овде и ми рече да проверам дали ти треба помош да Меријам. Добро, Емине. Добро, Ипек ја нема, барем ти помогни ми. Во ред. јас многу се задушив тука, ќе излезам во дворот. Што да правам јас? Седни си, не прави ништо. Не се вознемирувај. Повторно ти, а? Што бараш овде, кажи ми? Не ми го дадовте тоа што го побарав. Затоа пак дојдов. Слушај му. До сега немам дадено пари на никој што ми виси пред врата. И тебе нема да ти дадам ни 5 пари. Јас не сум обичен човек што ти виси тебе пред врата. Таа што работи кај тебе мене ми украде пари. Јас само си ги барам парите. Јас не барам милостина. Несин! Повторно дошол на господ Белјата. Слушај му. Да не си дошол повторно овде, инаку многу лошо ќе биде за тебе. Дали сум јасен? Ти за една вечер трошиш многу повеќе од она што Несрин го украде од мене. Јас само си ги барам парите, господине Керим. Јас од тебе друго ништо не барам. Штом си дошла овде, значи имаш нешто да ми кажеш. Нема што да ти кажам, Селда. Не разбирам зошто не ми веруваш. Не го разбирам овој твој инат. И јас не го разбирам твојот инат. Искрено, јас навистина сум збунета и не знам како да те убедам тебе. Нема да ми даваш пари? Добро, не ми давај. И да умрем за леп, нема ништо да ти спомнам. Ми здодеа да ги повторувам истите работи. Не ми го кажуваш ниту името на жената на која ја даде Ипек и не ми даваш ниту најмала информација. Ама ти велам дека сестрата среди се. Го донесе бебето и ми го стави во скут. Сакам да ти верувам, ама некое чувство ми вели да не ти верувам.
Простојано ги гледам Ипек и Синан. Да, Мирием, не прави така. Овој пат ќе се чудат што е на жената. Внимавај да не откриеш жити Господ. Не можам да сватам како можеле да сторат такво нешто име. Ајде, ајде. Сигурно Хандан го испрати човеков. Ипек денес има слободен ден. Дали ќе дојде? Пак дошол Акив, мамо. Разговараше со Керим пред вратата. Јави се, Кирко. Што е, бре, што е? Што сакаш? Се залепи за мене, што сакаш? Несрин, дај ми го ти тоа јас, што го барам од тебе и потоа јас ќе се одлепам. Донеси ми ги документите, инаку ќе поставам шатор пред куќава. Добро, тогаш оди и пријави ме во полиција. Кажи дека Несрин ти ги украла документите. Несрин! Акив вака. Се додека стоиш подалеку од мене, документите ти се сигурни кај мене. Ама ако направиш најмала грешка и те тогаш воопшто нема да се сожалам. Полуде ли ти, Керко, што правиш? Зошто така му спушти на човекот, Керко, сега тој уште повеќе ќе збесне, Керко, зошто? Мамо, смири се малку, застани. Ова е единствениот начин да се справам со него, инаку ќе ни се качи на главата. Коментираш за себе без да знаеш. Ти благодарам што дојде, Али. Ворете. Контролата како помина? Нема никаков проблем. Докторот рече дека е рано да почнам со контроли, бидејќи сум на почеток на бременноста. Али, свесна сум дека во последно време станав напорна. Ама јас никогаш во животот не сум се влюбила вака. Сакам секоја минута да ја минувам со тебе. Сакам да влезам во кујната и да ти готвам јадење. И сакам да родам твое дете, Али. Од се срце сакам да го правам сето ова. Не знам, може би сето ова те плаши, ама причината поради која го кажувам е бидејќи нема повеќе да ме видиш во својот живот. А што значи сега ова? Решив бебето да го родам во странство, Али. Веќе ти кажав дека не очекувам ништо од тебе. Никогаш повеќе нема да ме видиш мене и детето. Така ќе си продолжиш со својот живот. Секогаш ќе те сакам, Али. Шуле?
Здраво, што има, како си? Добро сум, благодарам, ти како си? Берен? Зарем нема да не запознаеш со пријателот? Тато, пријателот? Здраво, јас сум Насим. Јас и Берен тргнавме да пиеме кафе. Како така? Назим велиш?